почитувани присутни и тука во пленарната сала, но исто така и почитувани новинари, камермани, граѓани, сите во Република Македонија. Знаете ли што е главниот настан денес во Македонија? Главниот настан, почитувани присутни, е што државата и владата на Зоран Заев и министерот Драган Тевдовски ќе ја задолжат Република Македонија денес, тука и сега, 44 милиони евра. Ако тие 44 милиони евра, почитувани присутни, ги поделиме на 2 милиони граѓани, испаѓа дека секој граѓанин денешната политика на Драган Тевдовски и Зоран Заев ќе треба да ја плати 1300 денари. Значи, почитувани присутни, и вие тука, и службите кои што работите, и вработени во собранието, и новинари, и камермани, и обезбедување, сите вие, сите граѓани на Република Македонија, денешната политика на Зоран Заев и Драган Тевдовски ќе треба да ја платат 1300 денари со камата. Или, ако сакате за вработените во Република Македонија, денешната политика на владата за задолжување чини повработен во Македонија 3700 денари. Значи, сите вие кои што сте вработени во Македонија, од вашите даноци, денешната, само денешната политика на владата на Македонија, ќе треба да плаќате 3700 денари со камата. Тоа е таа хипокризија. После тоа за 2 недели ќе се пофалат и ќе речат, знаете што? Па 1000 денари ви ги зголемивме платите на вработените со најниска плата. Да, ама само денес и од тогаш и денес и за недела и за 2 недели и пред 2 недели и за 2 месеци ќе треба по 1000, 1200, 1500 денари дневно секој да биде задолжен во Македонија. Тоа е манипулацијата со радиодифузната такса. Ке велат, народе, ке ви укинеме радиодифузната такса, ама МРТВ ќе ја финансираме преку буџетот и тоа граѓани на Македонија ќе треба го платите преку даноците. Не е врат шија, не е пат џаде. Тоа е таа манипулација за која што зборуваме. Што е разликата? Разликата е што директорот на МРТВ секој месец дена ќе треба да иде ке министерот за финансии, да моли за плати, да моли за средства, но овој ќе му рече, да, ама види таа и таа емисија, тие и тие вести треба да бидат такви и такви. Или пак кај министерот за пропаганда, овој со 40 вработени. Тоа е манипулацијата, господин Иванов, која што во континуитет ја гледаме. Благодарам.